Добро вечер за Андре Петров. Ако почнеме да ви ги редиме титулите или политичките функции, треба пола емисија да потрошиме. Андре Петров, член извршен одбор на СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата. И прв човек на РИШ, или како се вика изборен штаб, во првата изборна единица. Да, тоа е централното јадро на Скопје, главните скопски општини. Тоа е значи центар дел Карпош аеродром. Кисела вода. Меѓутоа фаќа и дел, да речеме, ради симетријата Македонски Брод и така натаму, како што е распоредена целата изборна единица 1, меѓутоа генерално јадрото е во Карпош центар Кисела вода аеродром. Бидејќи Скопје, односно СДСМ смета за една елитистичка партија, вие требало да победите во прва изборна единица. Меѓутоа бројките не покажуваат дека вие водите, дека сте фаворити во првата изборна единица. Првата изборна единица прва е секогаш најтешка, особено е тешка за власта, заради тоа што најпаметните, да кажам, луѓе најслободно мисличките секогаш, тоа не е само тука така, во јадрото на главните градови живеат луѓето кои ги имаат повеќе информациите од веројатно од другите луѓе што живеат. Тоа не е елитистички, туку тоа е, да речеме, ако видите сите тие кругови на влијание и во Македонија, меѓутоа и во Америка, и во Франција, и во Германија почнуваат од главните градови. Еве Вучич едва и победува во Белград. Во Белград, заради тоа што во право сте, затоа што Белград го препознава она што другите потешко можат да го видат. Истото му се случува, да речеме, во ХДЗ, во Загреб, на пример, БСП, Комунистичката партија во Бугарија, мислам дека во Софија нема победено ниту еднаш во изминалите 32-33 години од кога демократијата доаѓа во соседна Република Бугарија. И сите тие историски, кажано, делот од студентски протести што почнувале во разни градови, зборуваме за минатото, ако сакаме да земеме Прага или да земеме некои други градови, секогаш почнувале во јадрото на главните градови. Тука Значи вие ќе губите во прва изборна единица, ако добро ве разбрав, бидејќи како велат најдобро во првата изборна единица или во центарот на градот или во градското јадро препознаваат политика на една влада. Не, јас мислам дека шансите на прво се доаѓаат претседателските избори, на Стево Пендаровски се во изборна единица 1 многу поголеми отколку на другите кандидати, заради тоа што луѓето сепак знаат да препознаат што значи западна ориентација, што значи човек што е работел во функцијата. Мислите дека тоа ќе знаат во прва изборна единица го препознаат? Мислам дека ќе го знаат и тоа ќе се види на резултатите. Тука ви се најмногу гневни, да не речем најмногу кивни, поради неисполнување на паролата нема правда, нема мир. Гледате Сашо Мијалков, што се вели се наоѓа на затворски туризам во Струга, а управникот на затворот се појавува на свадбата на неговиот син. И се вие сакате Скопјани да гласаат за вас, нели? Кога гледа дека од законот е дрндупка направена, со помош на Вилма Русковска, со помош на сите тие структури, се изигрува на крајот на криштата законот. И тоа на Скопјани реално им пречи. Им пречи на сите граѓани гласачи во Република Македонија, но најмногу им пречи на Скопјани. Јас се сложувам и затоа и велам, ние во изминатиот период имаме и грешки. Меѓутоа тие грешки можеме да ги поправиме затоа што за клучните правци на државата ние не сме направиле грешка. Мислите дека тука ќе се кршат изборите? Мислам дека изборите сепак на крај ќе дојдат на прашање на перспективата на земјата, на перспективата на младите, бидејќи зборувавме за претседателот Пендаровски. Он има грешки, кој секој човек што работи некоја работа, меѓутоа нема клучни грешки, нема свесни грешки и нема намерни грешки. И го задржал главниот правец на државата да биде евроатлантска интеграција. Затоа ја мислам дека тој главен аспект ќе биде на определбата на луѓето, меѓутоа има и еден друг аспект, а тоа е во делот на тоа како луѓето, да речеме, пошто првиот круг се претседателски, како го доживуваат Пендаровски. Добро, зошто на пример го потенцирате Пендаровски? Лете, трет или четврт пат немаме повеќе од 6 или 7 минути интервју. Во овие 7 минути вие 3 или 4 пати го спомнувате Пендаровски, ниту еднаш не го спомнувате, да речеме, Димитар Ковачевски, претседателот на партијата. Дали тоа значи дека преку ноќ е смената стратегијата на СДСМ и сега вие играте на картата Стево Пендаровски, како што СДСМ играше на картата Киро Гligorov тамо некаде до 96-97 година. Да, мислам дека односно моделот на Зоран Милановиќ, нели Зоран Милановиќ од претседател на државата во Хрватска е фронтмен, шпицен кандидат за премиер на СДП во Хрватска, па Уставен суд му дозвола, па не му дозволи така натаму, но се користи името на Зоран. Вие имам чувство дека се користи името на Стево Пендаровски. Мислам дека
председателската функција е поширока од теснопартиската функција. Мислам дека тоа Стево Пендаровски го покажа во дел дури и со конфронтација со СДСМ понекогаш. И во конфронтација и со враќање на одредени закони. Па не, он по клучни процеси, француски предлог, преговори со Бугарија, беше всушност човек што најмногу дефетизам ширеше, не само од институциите на државата, туку и во другите сегменти на општеството. Значи тој беше како извор на дефетизам во државата. Меѓутоа беше првиот официјален функционер без разлика на што излезе после францускиот предлог на пресконференција и повика да се францускиот предлог прифати на пресконференција што ја свика во палатата водно веднаш после постигнувањето еден ден пред францускиот предлог да биде официализиран, да биде договорен од страна на Ковачевски, екипата на Ковачевски, Бојан Маричич, тој имаше интервју на 24 вести кај што рече нема шанса за договор со Бугарија. Нема шанса да се прифати или да помине францускиот предлог. И гледате, помина францускиот предлог. Па помина и сега тој Стево Пендаровски вас ви е фронтмен, не ви е фронтмен Ковачевски, не е фронтмен Бојан Маричич. Ковачевски и Бојан Маричич во делот на европските интеграции завршија голема работа за земјата. Вредноста на тоа ќе биде валоризирана во периодот што следи. Тоа сега од овој аспект ние можеби не можеме да ги согледаме како граѓани сите да кажам последици или бенефити што ќе ги има државата. Меѓутоа времето ќе го валоризира она што е неспорен факт, она што го кажа, мислам, чешкиот министер на заедничката меѓувладина конференција како председавач на Европскиот совет, чешкиот министер кажа со ова преговорите помеѓу Македонија и Европската унија се отворени. И тоа го кажа пред година и пол, две, колку време веќе поминало тоа, што значи дека тие и Ковачевски и Маричич завршија голема работа, меѓутоа и Пендаровски стоеше позади тоа. Петро, гледате, ако ги гледаме анкетите, каде што мнозинство од граѓаните се за европските перспективи на Република Македонија, без разлика што имаме едно многу силно малцинство кој е против ЕУ, кој е против НАТО, кој е против стратешките партнери и така натаму, но ако мнозинството граѓани се за европските перспективи, а мнозинството граѓани се против СДСМ или не ја дава довербата на СДСМ на анкетите кои се прават, тоа значи дека СДСМ или не ги репрезентира добро европските перспективи на Македонија, не ја препознават, или СДСМ во другите сегменти прави такви сравични промашувања што не може да ги компензира со европските перспективи. Јас мислам дека повеќе луѓето се гневни заради други работи. Заради што, например? Па ќе ви кажам отворено. Едно тоа е мислам дека требаше многу поенергично да се справиме со криминалот и корупцијата. Мислам дека недозволено е да има Зошто не се справивте? Па знаете како? Ете вие министерот за внатрешни работи го ставате да биде носител втора изборна единица. Значи дека сте задоволни од министерот за внатрешни работи. Иако за последните да речеме 2,5 години ние за 9 места се искачивме на скалата на борба против корупцијата, што покажува дека одреден напредок има. Тој напредок не е целосен, одреден напредок има, и тоа требаше многу поенергично. Требаше да се направат одредени работи кои луѓето ги очекува, заради тоа што точно е дека ако видите што на еден човек, нормален граѓанин кој живее честно од својата работа му треба, тоа му треба правда, му треба стабилна држава, му треба економија, му треба сето она што секој човек му е секојдневна потреба да живее во средена држава. Правдата и борбата против корупцијата е клучен сегмент за тоа. За вториот сегмент, економијата, мислам дека направи владата максимум. Господине Петров, имате Скопје, вие сте нели шеф на изборниот штаб во првата изборна единица, па имате нели втора која зазема дел на Скопје, и вие носител во прва изборна единица на првите две места. Ви се луѓе кои се родени во Команово и кои се родени во Удово. Председател на партија Ковачевски. И тоа е доблест. И одеднаш, еве на пример нема Викторија Матич, кој ви е прв човек на правниот комитет. И дури ми доаѓа да искликнам. Не може сите да бидат. Ми доаѓа да искликнам кој се плаши од силна Викторија Матич. Ако може Моника Зајкова од Удово да биде на листа, зашто да не може Викторија Матич, кога да имате нешто против Кичево. Значи правда за Кичево. Жена ми од Кичево, потребно немаме против Кичево. Правда за Кичево. Викторија Матич, например. Колку би освоиле вие во прва изборна единица, како шеф на изборен штаб во прва изборна единица? Ја не можам да лицитирам со бројки, можам да кажам дека она што го очекуваме дека во првиот круг на претседателските избори ќе биде многу тесно помеѓу Стево Пендаровски и кандидатот на ВМРО ДПМН.
Меѓутоа на парламентарните избори мислам дека сето тоа ќе се рефлектира во делот да ние направиме добар резултат, што ќе значи исто така тесна разлика помеѓу двете политички партии. Не зборувам далеку од она што тие окажуваат. Мислам дека ќе биде многу тесен резултатот и на парламентарните избори. Вие цел капитал политички, партиски оставате на председателски избори. Јас така можам да разберам во овие први 10 минути. Бидејќи јас што да ве прашам, велите тесен ќе биде резултатот на председателските избори. Ми се чини дека и меѓународната заедница како тоа да го има разбрано и дека е влезена во одреден процес да му помогне во наводници на Пендаровски да победи на председателските избори, а за Ковачевски СДСМ да биде кому иде, што ќе дојде, и тоа е сменето последните 3 месеци. Одеднаш Ковачевски кој беше прв избор на меѓународната заедница како да доаѓа на второ место или како доаѓа во сенка, а испливува Стео Пендаровски. Јас имам такво чувство. Ковачевски за меѓународната заедница е еден партнер кој е искрен и во кој они имаат доверба и тоа тој го покажал многу пати. Не сум чул некој било кој од меѓународната заедница да каже било каков лош збор за Ковачевски, напротив ужива огромна доверба и поддршка. Оно што сакам да го истакнам е дека ме прашувате, мислам дека коалициониот потенцијал вие ги потенцирате, да. Коалициониот потенцијал на СДСМ, значи при тоа под коалиционен потенцијал не мислам на овие мали партнери на овие. Вие мислите нова анкета, така? Да, таа што ја гледаме, таа е EU Elections, која не е само сега, која се направена од 4 до 7 март. Кај што се прави во сите земји таа анкета во предизбори во цела Европска унија и која се прави со години наназад и ги имаат сите полови претходни кои ги имаат анализирано. Мислите дека таа е како некоја предикција што ќе се случи на изборите? Која е предикција дека во првиот круг има тесна разлика помеѓу кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски и кандидатот на ВМРО-ДПМН и мислам дека тоа покажува дека сите оние анкети кои се лиферуваат посебно на државната телевизија, што е штета затоа што тие очигледно не служат за анализа на јавното мислење, туку имаат желба да го креираат јавното мислење. Се извинам. Не ви е срам на чело на државната телевизија 12 години, од кои 7 години е власт СДСМ, доставите луѓе кои никој не ги знае во Република Македонија, кои се товареа во овие 12 години, кои изградија хациенди тамо горе до синот на Љубиса Ивано Дзинго, како сика таа населба во Карпо, што е Жданецли, Козле, веќе не знам како се викат, значи изградија хациенди до синот на Љубиса Ивано Дзинго мали, отворија школи, Стевче Јакимовски им даде локации, се дел нова кафетин коалиција која се обидува да ја руши власта во Република Македонија. Има танге франге со одредени во наводници американски структури околу Филип Рикер, ова Бурчек коалиција која се нареком Бурчевски коалиција, и тие ве рушат вас 2, 3, 4 години, а овој човек е 12 години на чело на државна телевизија и ви лиферува лажни анкети 1 или 2 месеци пред изборите, едно да ви лиферува Сител, едно да ви лиферува Канал 5, се приватни телевизии, но кога државна телевизија ви лиферува лажни анкети, тоа има посебна тежина и со многу поголема тежина се примат тие анкети надвор од Република Македонија, колку што би се примиле некои други на приватни телевизии. Ја разбирам поентата на вашето прашање, меѓутоа тоа само покажува дека СДСМ е нормална партија, демократска партија, дека заради не случајно СДСМ ја доведе државата од 130 место некаде на слобода на информирање да биде на 30 и не знам кое место. Не сакам да ви кажам дека вие сте биле нормална партија, ама нормална партија расчистува со криминал. Нормална партија не вика ние нема да расчистиме криминал, ние ќе покажеме дека сме нормални. Сега вие расчистувате, а велите дека граѓаните ви замерат бидејќи нема правда, нема мир. Во тој дел ја се сложам и ви тука се правени од аспектот на медиумите, мислам дека направивме многу за државата. Тие се фронтмени на процесот на куриризација. Биле начело на Курир, на групацијата Курир, и тој процес на куриризација нас ни уништува не медиумската слобода, туку ни го уништува просторот на размислување во Република Македонија. Јас ве разбирам. Ни наметнува некое чипирање кој еден дел на јавноста го прима, знаете. И затоа ние сме на дното на одредена можност да се спротивставиме на лажни вести, значи ние немаме капацитет да се спротивставиме, значи го уништија тој простор во Република Македонија. Но законот е таков како што е. Тој закон кој е донесен
во време каде што државата се справувала со режим кој во тоа време помогнал, меѓутоа потоа направил дисторзија која мислам дека треба да се смени. И не е логично тоа решение, но ние сме го почитувале она што е законско решение и притоа не сме сакале насилно да го правиме она што ВМРО ДПМН го правеше со медиумите кога беше на власт, и дури затоа... и по цена на собствена штета, дури и по цена да ја трпиме и на свој грб, не само на свој грб ова харанга што се прави во некој од тие јавноста има перцепција дека СДСМ не владае, туку владае ДУИ. Бидејќи ДУИ тие работи, тие процеси ги решава, ги стредува, или ја продава приказната дека ги решава дека ги стредува, за разлика од СДСМ, кој постојано се повлекува нешто во име на демократија, во име на слобода, во име на нормалност и така натаму и така натаму. Граѓаните не ве препознат дека вие можете да се спротивставите на било што. Сашо Мјалков не можете да го санкционирате, ДУИ не може да го санкционирате, лажните вести на ВМРО не може да ги санкционирате. И вие што всушност можете за да им гарантирате на граѓаните дека може да развиете или да градите нормална држава во Република? Можеме да им гарантираме на граѓаните дека нема да им го вратиме режимот назад, и тоа тие со нас го знаат. Можеме да им гарантираме на граѓаните дека нема да се прислушкуваат стотици и илјадници телефонски разговори. Можеме да им гарантираме на граѓаните дека нема можност било кој од нив да биде малтретиран и стигматизиран на партиска основа, нешто што беше случај. Можеме да им гарантираме на граѓаните дека нема да им срушиме европската перспектива само во желба да остане на власт подолго, да се затвориме тука и да продаваме приказна дека ние сме директни наследници на хунзите и дека Македонија може и сама поинаку, притоа не кажуваме која е алтернативата. Еве, видете дури и програмата која ја објавија пред 2 дена ВМРО ДПМН, таму нема јасен план како кон Европската унија. Таму има план како ќе се трошат парите. Значи, Колку јас може да видам, таму има план како ќе се трошат парите во Македонија. Тој во насловот личи на телефонски именик. 11, не знам како. Добро, може да стават и некој број од телефонски именик. Може да ни кажете во вашата изборна единица, односно таму кај што вие сте шеф на изборниот штаб. На прво место Димитар Ковачевски, председател на партија. На второ место е Моника Зајкова, на трето место е првиот човек на општина, на општински комитет на СДСМ. И пратеничка во парламентот. Варело. Едно од најдобрите пратеници во парламентот. И дури на четврто место ве човекот кој е фронтмен на евроинтеграцијата, тој е Бојан Маричич. Тоа го покажува капацитетот на Бојан Маричич. Дури имаше размислување воопшто да не биде на листа. Не, дури имаше конфликти внатре во СДСМ да биде исфрлен Бојан Маричич од листа. Не, тоа го покажува капацитетот. Не, Бојан Маричич секако ќе бил. И вие ќе обвинувате ВМРО дека нема европска агенда и вие го ставате човекот кој всушност ви е машка верзија на Радмила Шекеринска на четврто место. Бојан Маричич, не ли е подценувачки да го ставите на четврто место? Бојан Маричич е респектабилен дел. Прв заменик вице-премиер во владата. Највисоко ниво на СДСМ. Највисокото ниво на СДСМ во власта во моментот, ако не го сметаме председателот на собранието. Бојан Маричич е човек кој во делот на европските интеграции вложи многу труд, многу енергија. Тоа е значаен сегмент и за малку низ вода ќе пуштевте. Никош не било тоа прашање. Беше конфликт дали Стеван Богоев, дали Бојан Маричич како втор кандидат од општина Карпош или општинска организација на СДСМ Карпош. Бојан Маричич не бил никогаш спорен. Околу локацијата на местото тоа покажува само неговиот капацитет да разбере дека ние мораме да во еден заеднички настап да размислуваме и за застапеноста на жените и за застапеноста на општинските организации кои ги имаме затоа што јас мислам дека е понижувачки четврто место, но вие мислите поинаку добро. Не, мислам дека тоа е оне со сигурност човек што ќе влезе во парламентот, меѓутоа мислам дека тоа е човек кој потоа ќе мора да го отстапи своето место на некој од другите заради тоа што ќе има функција во извршната власт. Господине Петров, за да имате функција во извршна власт, вие треба да освоите повеќе од 35 пратеника. Мислам ќе освоиме. Сигурен сте? Мислам дека ќе освоиме, дека таа бројка не е. Знаете, многу мина го. Знаете што е најдобро за СДСМ во моментот? Најдобро е што многу го потценуваат СДСМ. СДСМ е најопасен кога многу ќе го потценат. СДСМ и тоа негово членство кое знае да критикува, знае да истрпи понекогаш, знае да некогаш да се изнервира дури и на самите своји раководства, ама кога многу ќе го потцените, како што сега се случува, со продавање на некои фиктивни анкети кои ништо не значат во јавноста, тогаш е СДСМ најопасен и тоа ќе се види на денот на изборите. Па може не го проценот, може реално го проценот.
Мислам, разликата помеѓу оптимист и песимист, што песимистот е оптимист кој ги располага или ги има информациите. Може би овие луѓе кои ве подценуваат ги имат информациите, ги имат точните анкети, па затоа ве подценуваат. Сега е точната анкета, ја гледаме која вие пред малку ја покажавте. Ќе прочитам. Ајде ќе прочитаме. 35,5 е таму. 35,5 е Гордана Силјановска, а 29,30 е Опендаровски. На едно од најреспектираните европски куќи. 52% граѓани што би гласале на изборите. Што мислам дека е реално. Тоа некаде 900 и нешто илјади гласови. Така, отприлика, да. Значи 6,2% на 900 и нешто илјади, тоа е прилика околу 50. 6%, да, тоа е околу 50.000 максималниот капацитет да направи разлика. Ама вие не го остварувате максималниот капацитет. Тоа вие како илустративно за гледачите, како да речеме во фудбал. Пошто ние што сме фанови на фудбалот и што гледаме, вие може да имате 10 шанси за гол. Не значи дека сите 10 топки ќе ги втерате во гол. Ајде вака. Така да капацитетот што вообичаено ја ви кажам и на мој анкети, јас кога сум победувал на избори, ќе ви кажам сум водел, да речеме, многу повеќе отколку ова, па на крај разликата била се сведува да го остварите половина или во максимум 2/3 од тој капацитет. Значи реалната разлика е некаде во првиот круг ќе биде многу тесна и ќе биде во граници на статистичка грешка кога зборуваме на целокупниот примерот на гласачкото тело. Значи, Тоа е 3%. Вие викате дека според оваа анкета максималната разлика во првиот круг за Гордана Силјановска може да биде 55.000 гласови. Максимално. Значи на Што е тешко остварливо. На 52% на граѓани кои би гласале. Што е тешко остварливо, логично е тоа да биде некаде околу 30.000 гласа, што имајќи го предвид потенцијалот што го има кај гласачкото тело Стево Пендаровски во делот на останатиот електорат на другите кандидати, кај што кај некој од нив е 5-1, 6-1 некој да 70, повеќе од 70% би гласале за Пендаровски, некаде така 20 до 20 и нешто. Мислам би гласале за Мислам дека неговата можност да победи во вториот круг е многу поголема. Сега да кажете дека иако Мицкоски велеше дека разликата за ВМРО ДПМН и на парламентарни и на председателски избори ќе биде некаде 120 до 150.000 гласови. Тоа беше во вестите на Алсатем телевизија кога ги собраќа на колешката на новинарката, вели запишите таму. Тоа е невозможно. Запишите. Значи тоа е како ви кажувам дека тоа е невозможно, може да ме држите за збор дека е невозможно. Петров, ако разликата ако што ви велите 30 или под 50.000 гласови во корист на Гордана Силјановска, ако биде некаде 30 или 40.000 гласови, а ВМРО ДПМН очекува дека таа разлика треба да биде околу 120.000 до 150.000 гласови, тоа значи дека вие очекувате одреден дефетизам, па и појава на страв кај ВМРО помеѓу првиот и вториот круг на председателски избори пред парламентарни избори? Мислам дека тоа ќе се случи. Заради тоа што види, они го господин Ефтов, тие го подигнаа многу очекувањето. Тоа очекување од една страна се подига за да правите вие клима, да правите амбиент во кој ќе се представите како сигурен победник, ама не треба да претерате, затоа што тие претераат, тие во секој јавен настап за ништо не зборуваат. Не говорат за 55, не говорат за 60, 61, 63, 63 пратеници кои ќе ги имат. Мислам дека тоа е погрешен пристап заради тоа што на тој начин во моментот кога ќе се соочите со фактот дека тоа не е така, а не може да е ќе бидат за месец дена првиот круг на председателски избори, ќе се види дека нешто има проблем во тие сондажи и дека тие очигледно служиле за покривање на одредена друга, да кажам, празнина која требало да се пополни, очекувањето. Господин Петров, гледате, нив ги прашуваат, немате европска агенда, тие викат, ама анкетите се во наша корист и не ќе победиме на изборите. Значи граѓаните го прифаќаат тоа. И ова ми личи на она средба на Никола Груевски со Џо Бајден кога е подпредседател на Соединетите американски држави, кога овој оди тамо во овалната сова на Белата куќа вели јас да ви кажам како не спроведуваме образовни реформи или школски реформи во Република Македонија. 30 минути му објаснува на Џо Бајден како спроведува реформи во образованието во Република Македонија. За на крај го праша, се извинувам, во името ќе решите ли? И кога него дава одговорот што го очекуваат, го туркат надвор од Белата куќа, на улица ги дава изјавите за македонските медии. Гледам исходот на крај како се тоа заврши. Да играте на популизам, тоа е можно, секој може тоа. Тоа е најлесната карта. Суштината на популизмот е анкети. Вие преку анкети не го мерите, го креирате јавното мислење. Тоа го правеше постојано Никола Груевски. Тој беше анкетоман и правеше анкети постојано и уживаше огромна поддршка во јавноста заради сите тие мерки што ги правеше. Меѓутоа видовме како таа цела работа заврши за државата. Државата влезе во категорија на заробени држави и всушност беше направена под притисок на меѓународната заедница сите оние состојби, вклучително и шарената револуција до која дојде, кај што се дојде до промена на власт. Затоа не мислам дека тоа на долг рок е паметна карта.
Ние имаме изјавата, тука беше, не можам лошо да го интерпретирам, бидејќи го слуша гледачите подсекретарот на Соединетите Американски држави, кој што кажа да го видиме кој е планот. Ако ова не е планот, Джеймс О'Брајен. Да, Джеймс О'Брајен, да видиме што е планот. Значи, Вие не може да купите автомобил, да, така продаш како автомобил, илустрираше на типичен американски начин, дека вие од човек што не знаете што ви продава, не треба да го купите производот. Автомобилот. Во овој случај ние повторно во програмата на ВМРО-ДПМН производот не го гледаме. Не гледаме што е идејата, гледаме само еден список како во тефтер нареден на идеи што тие би се работеле. При тоа го видовме и на локални избори за господјата Данила Арсовска, па гледаме една ситуација кај што го имаме главниот град во најкатастрофалната ситуација. Јас веќе ги памтам од самиот почеток како тие процеси се одвивале, затоа што во еден период сум бил и во Карпош градоначелник, јас ваква ситуација во главниот град немам видена. Значи повалкан град. Да ги имаме оние, на местото близко таму до кај што јас работам, имате канделабри ставени кои стојат 6 месеци и не светат. 6 месеци ги имате ставено, овако стојат и не светат. Па ако има проблем со некоја енергетска согласност, врзете ги на некоја друга трафостаница да можеме да како граѓани да минуваме нормално. Господин Петров, ќе вратам на анкетите, отворите со Даниела Арсовска. Вие не сте на пратенички листи. Не сум, затоа што јас со пратеничките мандати сум завршил, сум бил пратеник. Не сакате да бидете пратеник? Не. Имате амбиција, например, да трчате во трката за градоначалник на Скопје? Не, тоа е далеко. Значи, ВМРО-ДПМН ве перцепира како можен кандидат на градоначалничките избори за градот Скопје и дека против кандидат би можел да ви биде актуелниот градоначалник во Кисела Вода, Орце Ѓорѓевски. Мислам дека ние сме далеко уште од локалните избори, има сигурно година и пол по Кој ќе победи на 8 мај или кој ќе има подобар коалиционен резултат на 8 мај, тој ќе биде фаворит и на локалните избори. Затоа се сложувам. Меѓутоа сакам да ви кажам, јас не. Ама имате амбиција да бидете прв човек на Скопје? Јас сум имал амбиција да бидам прв човек на Скопје. Мислам дека се ме прашате со Миле, затоа не можам да кажам дека сум немал. Вие бевте проект на Миле Зечев, вие бевте проект. Јас сега сум реализиран во мојата професија, работам колку што знам подобро во интерес и на пациенти и на студентите мои. И не ми е тоа, да кажам, обсесија, меѓутоа да кажам дека сум немал амбиција да бидам градоначалник на Скопје, јас би ве излажал и јас тоа не сакам да го Сигурно имате уште амбиција, тоа мислам не можете да го негирате. Прв човек на градот Скопје, сте биле градоначалник. Секој човек има амбиции за што се занимава со политика во Скопје, за градот Скопје. Градот Скопје има своја посебна тежина. Значи, меѓутоа градот Скопје на начинот како што е сега поставен, тоа е град кој е еден од најлошите главни градови во Европа, град кој се гуши во ѓубре, град во кој ништо не функционира на полена инфраструктура, град во кој наместо еколошки и автобуси кои ќе бидат на електричен погон, добивме нешто што не знаеме што е. Сака ве спружат на Инфомакс. Јас го кажувам моето мислење и еден кампус на лажни профили, значи да ве спружат. Воопшто не ми е тоа важно. Ја напаѓате Бела Чао Данела, кој со Бело Чао, гледате со вашата химна ја славеше победата во Скопје. Не, таа химната точно наша на отпор од Бела Чао, меѓутоа ја славеше пред Белата плата заедно со господинот Мицковски, не со нити со мене, нити со Ковачевски. Меѓутоа не беше демонтирано дека братот на идеологот сега на СДСМ Игор Ивановски Шема бил шеф или бил во изборен штаб на Даниела Арсовска, дека Бранко Царенковски, гледате, Бранко Царенковски се јава и стои и за Даниела Арсовска, тоа никош не беше демонтирано, сега зад Максим Димитриевски. А не мислам дека стои позади Максим Димитриевски. Тама е Горан Минчев, генерален секретар, носител, односно подпредседателен носител во петата изборна единица Весна Бендевска, тоа се луѓе кои се дел на... Вие бевте дел на таа, ако не бевте сега со Димитар Ковачевски, ќе бевте таму кај Максим Димитриевски. Никош нема да бидам. Ја прво со среќа на секој што направил своја политичка партија, тоа е мала политичка партија, има луѓе, тоа го велеше своевремено мала партија, а големи очекувања. Покојниот Ѓорѓе Маријановиќ имаше така теза дека неговата партија повеќе како коректор на сака да биде на она што се случува во општеството и дека тој не се трка за пратенички места, дека тоа не му е важно. И голем дел од малите партии така и функционираат.
Ние тоа го велиме во економијата голем промет, а мала заработувачка. Нели тоа е некоја фраза која сите економисти ја кажуваат. Не можам ништо лошо да кажам за тие луѓе, ми биле партиски пријатели, некои од нив се. Тоа е дел на бранковистичкото крило, бевте дел на бранковистичкото крило, блиски до Бранко Црвенковски. Клучните луѓе кои биле дел од тој тим на Бранко Црвенковски не се таму. Добро, Петров, Црвенковски уште е на Хималаите замрзнат, бидејќи тој го има замрзнато членството во СДСМ. Еве пролет доаѓа, се затоплува времето, скока температурите. Ќе го одмрзните Бранко Црвенковски или ќе одржите замрзнат? Тоа можам да одговори на тоа прашање, заради тоа што тоа е личен чин. Јас можам да кажам дека мојата соработка со Црвенковски била секогаш коректна и дека ние не сме имале за клучните работи во државата, никогаш не сме имале различно мислење. Знам отприлика во што мисли и што верува. Она што мислам дека јас сум во права, тоа е дека поддршката на СДСМ да може да опстои државата на европската агенда, на евроатлантските интеграции е многу поважна отколку одредени лични и персонални релации кои ние со одредени луѓе сме ги имале и мислам дека за државата, не само за СДСМ, е суштински важно да не се измести од колосекот на евроатлантските интеграции. Наш стратешки партнер се Америка и Европската унија. Ние не можеме да одиме. Мислите дека Црвенковски има промашено во проценката? Бидејќи ставот на Црвенковски е што ако не примат во Европска унија. И изразува песимизам дека нема да не примат во Европска унија, че многу е посличен до Груевски, многу посличен до Христијан Мицкоски, и дека ако не примат во Европска унија, ние треба да продолжиме да живееме, дека не може да биде без алтернативност. Еве ако едната алтернатива е ЕУ, и ако таму имаме затворени врати поради Бугарија, бидејќи Црвенковски всушност направи кариера на бугарското прашање. Она негова пресконференција во присуство на Ѓорги Параванов, првнешниот председател на Република Бугарија, кога ги шамараше бугарските новинари, тоа веројатно едно од неговите најдобри пресконференции во кариерата, така да тој се промовираше како човек. Знаете, во време на комунизмот две прашања ги обединува македонците. Тоа е антиалбанското и антибугарското прашање, албански иредентизам и бугарски врховизам. Црвенковски го имаше оној настап јули 97 година, гостевартето осимнување на знамењата и по бугарското прашање беше секој тврд. И Весна Бендевска, и Максим Митрески се тврди по бугарското прашање. Да речеме, по бугарското прашање треба да... Па и вие протестиравте. Кога се менува улиците на Стив Наум... Јас имам свој став кој сум го кажал отворено. Тука со Весна Бендевска, со Софија Куновска, со Наташа Савова, државте тамо. Не само тој, отворено сум кажал дека ние сме посебен народ со бугарите, дека ние имаме посебен јазик, што е факт. Никој не го спори тоа, дека тие биле окупатори, не биле администратори во државата. Дојде заев со на интервју за БГНС и ве направи сите во СДСМ со наведнати глави во одите. Не, секој човек... Бидејќи такво понижувачко интервју дадено за бугарски медиуми, ја не сум видел. Ние сме имале свој став. Дури држава која капитулира. Свој став, има многу поголем дигнитет и достоинство од едно интервју на Зоран Заев што го дава за БГНС. И тоа го дава на човек кој емигрира од Македонија, бидејќи татко му е суден за сталинизам и за информира тука во Република Македонија. Не за национално, туку токму за идеолошки права. И тој не обвинува дека ние сме творба на Коминтерната, татко му е суден бидејќи е на страна на Коминтерната во конфликтот со Тито. Дека политиката на СДСМ Лупчо Нешков од Сингелич. Политиката на СДСМ е исправна. Е тоа што Македонија ги почна преговорите на македонски јазик, дека тоа го кажа јасно и фон дер Лејен и министерот за надворешни работи на Чешка како председавач, дека целокупниот превод во Европска унија се одвива на македонски јазик, дека во договорот со Фронтекс кој го потпишаме после долги години не стои ни запирка, ни звездичка, ни ништо, стои чисто македонски јазик и сега ќе ме прашаат, па добро, тоа е нормално. Нормално е, меѓутоа она што е многу повеќе и што е добро е што тоа го потпиша и Бугарија и Грција. За прв пат и Бугарија и Грција. Сега се отвараат во Грција центри за македонски јазик, за нешто што беше незамисливо во многу години назад. Тоа е се придобивка на една добро организирана политика, кај што не кажувам дека е ексклузивна заслуга само на СДСМ. Генерално на тоа работеле многу луѓе, работела и дел од пошироката јавност, поддршката на меѓународната заедница и пред се поддршката на нашите клучни партнери во овој дел кои без да се вмешаа, мислам дека ние никогаш немаше да дојдеме до договора со Бугарија кој ги одразува македонските национални интереси или вклучително она што го истакна и државниот секретар на Америка во една прилика,
Тој договор е на страна, мислам дека при средбата со Ковачевски што имаше во Вашингтон, на страна на Македонија и ги одразува интересите на македонскиот народ. И подобар договор од тој договор не може да има. Добро, Петров, се вратам на анкетата. Да. На крај ќе завршиме со Конгресот на ССМ минатата недела, односно минатата сабота. Во оваа анкета, кај што ги цитиравме бројките Селјановска и Стео Пендаровски, Арбен Таравари има 14,3%. Така. Тоа значи некаде 110-120 илјади гласови Отприлика би би било освоил така. Арбен Таравари. Бојер Осман има 9,6, тоа значи некоја разлика 4,7% во корист на Арбен Таравари. Така и личи целата ситуација во моментот. Прв пат Дуи се наоѓа во дефанзива. Прв пат ние гледаме некаков страв и во страв влечење на одредени потези од страна на Али Ахмети, кој промовира некаков европски фронт, и тој фронт го промовира со човекот кој става на црна листа, тој е Мендух Тачи, тој фронт го промовира со Курто Дудуш, и тој фронт од Шуто Ризари, тој фронт го промовира со Скендер Зејт Реджепи. Луѓе кои фрлаат дрва и камења против Али Ахмети, че нема таков фронт со СДСМ, туку е фронт со некои малцински албански политички субјекти. Промаши Али Ахмети, тоа е едното прашање. Второто прашање, дали ако Али Ахмети се најде во една таква безизгледна политичка ситуација, може да прави инциденти на денот на изборите или во предизборието, да полни кутии, да влегува во некој процес на касапана, како тоа го дефинираше Мендух Тачи, и колку тоа може да ги спровоцира албанските опозицијски партии да репрезират нешто што било 94-99 година, не ги признаат резултатите на изборите, и ние да влеземе во престрет на парламентарните избори 2 недели, кај што ќе се фрла дрва и камење против дивењето на Дуи и СДСМ да има штета. Од тие процеси. Не мислам дека ќе може било кој да влезе во правење проблеми во изборниот процес, бидејќи таквите проблеми ќе бидат ригорозно казнети од државните органи, заради тоа што државата има донесено многу строги одредби. Дуи се државни строги, органи. не, мислам дека државата Тала Џафери, не, државата се институциите и нивни институции во судство, нивни институции во полиција. Државата се институциите и ние гледаме дека се повеќе тенденцијата и на меѓународниот фактор, особено на Соединетите Американски држави, е враќање на кредибилитетот во институциите. И заради тоа се мешаат дури во работи во кои, да кажам, Ваморо и Панчо Точковски вели, ние ќе имаме засилено присуство на денот на изборите, да бидат спречени вакви инциденти во албанските средини. Меѓутоа, единствен началник на некое СВР, кој не е сменато ВМРО ДПМН е сакаше, тоа е СВР Тетово, кај што е кадар на Дуи. Знаете дека не го сменија првиот човек во делот за пасоши, бидејќи е кадар на Дуи. Тоа покажува дека ВМРО ДПМН и Дуи можеби зад кулисите имат некаков договор или се обидуваат да направат некаков договор и дека можеби тоа е причината Дуи да не го направи Европскиот фронт со СДСМ. Ја знаете, ако зад кулисите ова е политика и веројатно многу работи се случуваат. Вие имате големо искуство новинар во тоа, имам и јас, и не можам да кажам во политиката никош не се кажува категорично не или за нешто што не знаете дали се случило, не знам. Но она што можам да истакнам е дека јас верувам во институциите на државата, во Министерството за внатрешни работи, како институција, независно кој таа институција води, и мислам дека тоа ќе биде таков било кој обид, не сега вие спомнувате да од било кој таков Тука жалите ли за бил Дуи? спречен. Жалите ли за Дуи? Од времето на Бранко Црнекоси, сите политички математики што се правеа Дуи и СДСМ да се во иста влада. И тоа е код на СДСМ. СДСМ размислува за Дуи. Кога СДСМ говори за албанци, мисли на Дуи, не мисли на друг политички субјект. И сите ние очекувавме, нели, тоа го најавува и првиот човек на Дуи, првиот човек на СДСМ, дури вие имате и одлука на Централниот одбор на СДСМ, кој Ковачевски најавува дека тој ќе се повлече 26 јануари од премиерската функција, дека го формирате Европскиот фронт. Сега никој не говори СДСМ за Европскиот фронт, говори Али Ахмети за Европскиот фронт. Зошто не го направивте Европскиот фронт? Преговара Миле Зечич, Артан Груби, во еден период Бојан Маричич и Артан Груби преговара, имаше делегации, има една или две средби на Али Ахмети и Димитар Ковачевски, има одење на Димитар Ковачевски, барем такви се информациите во Мала Речица или во некои од тетовските локали кај што има средба со Али Ахмети, и ниеден од субјектите не кажа зошто не е формиран Европскиот фронт. До ден денес ни Дуи нема кажано, а вие први истрчавте со пратенички листи кои ги направивте без да биде формиран тој Европски фронт со Дуи. Ние ќе спроведуваме политиката на градење на
блок со тие партии кои прифатија да бидат дел во нашата коалиција, кои ќе треба да државата што побрзо ја однесе во Европската унија и ние немаме дилема околу начинот како тоа да се Добро, не направи. верувам, мислите дуи во вашиот капацитет, во вашиот Не, резултат? не знам дали не верувам. Секој треба да си процени. Моето мислење, јас сум го кажал дека ако во Донтовиот модел спојувањето на гласовите доведува до кумулација на бројот на пратенички мандати и тоа е нешто што ми се случило ако овие два сега фрагментирани посебни европски блока би се споиле. Очигледно дека не постигнат договори, нормално дека секој треба да си го гледа Добро, Петро, својот пат Артан Груп излегува на државната телевизија, ми се чини. Вели дека анкетите покажуваат дека Европскиот фронт на ДУИ, на СДСМ и другите партии води со 4% разлика во однос на ВМРО ДПМН. Така беше и во тие анкети што јас сум ги гледал, тоа беше факт. 4% разлика вас би донела некоја разлика од 10 до 12 пратеници. Така е. И ДУИ не прави Европски фронт со СДСМ. Која е логиката? Јас не можам логиката да ја видам. Добро, затоа јас не можам да зборувам во нивно име, јас можам да Добро, зборувам сигурно сте разговарале, вие сте прв човек во делот на штабот во прва изборна член не извршен на СДСМ, валда ви реферирале Маричич, Миле Зечевиќ, Димитар Бачевски, што е разговарано? Она што е очигледно дека за да се направи поширока коалиција, видете, секогаш кога имате коалиции, имате проблеми. Прво треба да објасните. Тешко им оди. Прво треба да се договорите со своите. Своите секогаш чувствуваат дека повеќе им давате на другите дури и кога влегувате во вакви коалиции. Може да биде непријатно изненаден ДУИ. И мислам дека нови избори. Дека калкулациите во политиката и рационалното однесување се добри, меѓутоа ако се преиграте во калкулациите, некогаш може да ви се изјавуваат очекувањата и да тргнат во спротивна насока. ДУИ е голема партија, јас не знам како тие во својот електорат котираат, тоа тие си го знаат. По оваа анкета што ја објави практично под покровителство на една организација која ги прави за цела Европска унија, EU Elections, очигледно е дека таму има предност, тие му даваат според нивната анкета на Таравари 14,3 во однос на 9,6. Тие нема да влезат во вториот круг, така дека ќе се гледа првиот резултат. Меѓутоа во секој случај ние сме имале влада со ДУИ. Јас сум на ставот на оние луѓе кои сме... И плативте прескапа цена на ДУИ. Плативме дел од цената. И нападите од ова кафетин, олигархиска коалиција, медиумите кои се под нивна контрола. Нападите Сушност, најмногу ве напаѓа дека е спроведен процес на Али Ахметовизација или на дуизација или албанизација во Република. Прито ако се вели албанизација се мисли на ДУИ. На ДУИ, они дури го нарекуваат дуизација. Тој процес. Јас сметам дека прво што е понижувачки Артан Груби во државна институција ви игра фудбал на мали голчиња. Што сака да покаже дека не му се битни институции, дека тоа е над институциите. Не видете, тоа е доказ на нивото на политичка култура, односно на некултура. Но дека бевте во заедничка коалиција не смевте да му кажете ништо. Не смеше Ковачевски да му каже, сега ви е лесно, бидејќи немате коалиција со него. Својот став. Меѓутоа не мислам дека треба да се зборува било што напротив, ние со ДУИ сме истуркале и тешки процеси за државата, влезот во НАТО, кој е дел на заедничка активност, почнувањето на преговорите со Европска унија, издржувањето на економски едни од најтешките периоди кои ги издржа државата, благодарение на заедничка активност на председ на премиерот Ковачевски и на министерот за финансии Фатмир Бесими, каде што се справија одлично со енергетската криза, каде што се шпекулираше од опозицијата од ВМРО ДПМН дека нема да имаме струја, се шпекулираше дека ќе останеме без пензии, не само што има пензии, се качија за 30% пензиите, се шпекулираше дека се ќе потоне, дека ќе крахираме, напротив, не се случи благодарение на најмногу на овие два човека и нивниот економски тим кои успешно се справија со тој дел. Затоа ја не сум да се зборува лошо за нешто што сме го имале како заедничко минато. Меѓутоа сакам да истакнам една работа дека ние сме имале искуство со други политички партии на албанци, да сме биле заедно со БЕСА на исти листи. Сме имале алтернатива со алијанса на самиот почеток. Господинот Села беше еден од оние што да кажам беше брутално нападнат во собранието во овие настани. Така да СДСМ има многу поширок коалиционен потенцијал. Јас она што со кого? Со кого би имале коалиционен потенцијал? Со сите кои се за европска агенда. Бидејќи вие споменувате албански партии. Вие не споменувате македонски партии, на пример, гледате. Веќе ја спомнам и ВМРО ДПМН ако има капацитет во програмата да го стават тоа. Па добро. Ама нема капацитет да стават во програмата дека се за Европска унија. Го понуди пред година и 3 или 4 месеци, некаде ноември, декември 2022 година, да биде формирана влада по европски модел.
и дел на структурите на СДСМ. Македонската олигархија го прифати тој предлог. Зоран Заев беше како фронтмен на целиот тој процес. Во наредните 8 години СДСМ и ВМРО да формираат заеднички влади кој ќе победи да биде премиерот и така натаму да се распореди места. Каде што албанскиот политички фактор би бил сведен на нивните изборни бројки. Или на 24% колку се по пописните резултати. Вие го имате Апостол Симовски. Вие во изборниот штаб може да го прашате колку се албанци во Македонија, така да прецизно ќе ви каже. Секој може свое мислење да каже. Моето мислење е дека Македонија треба политичка влада, дека СДСМ има добар капацитет коалиционен и дека може да биде главен фактор на формирање на владата, меѓутоа доколку СДСМ не успее да формира влада, треба да е во опозиција. Значи тоа е мој став. Не значи дека е точен или дека сите така мислат како мене, и мислам дека ако се прави некаква тоа што вие го зборувате концентрациона влада, таа мора да биде изградена на база на принципи, а не на база на лични желби. Јас мислам дека има три опции. Значи, едната опција, бидејќи анкетите да дадат предност на ВМРО да има нека убедлива победа кај што ќе биде јасно изразена волјата на македонските граѓани. Тогаш Мицкоски би можел да влезе во процес да ја формира таа влада. Ќе има програмски проблеми како со албанците да се договорили со некои македонски партии. Едните велат да се како ќе го решат проблемот? Предлог, вторите велат дека не би влегли во влада која би го решила. Како ќе го решат проблемот? Второто е да се влезе во некоја политичка или уставна криза, кај што била формирана таква некоја концентрациона влада или тоа што бугарите го викаат службено правителство кој го прави бугарски претседател, ако нема уставни инструментариуми за Македонија. И третото е владата на Тала Џафери да продолжи до следните вонредни парламентарни избори споени со локални дека тоа е анализа која може да се прави. Тоа се трите опции. Да, трите опции, меѓутоа она што јас можам да го истакнам е дека Македонија треба да добие политичка влада која ќе биде европска влада. Дали е тоа возможно, не знам. Ако не е возможно, сите овие опции кои кажувате. Што е францускиот предлог, на пример, потежок од Преспанскиот договор. Максим Димитриевски, кој гласаше за Преспанскиот договор, затоа не се појавува во оваа емисија, бидејќи му бидат поставени незгодни прашања. Сега Максим Димитриевски дури му центрира шанса на бугарската државна телевизија, најдоа тројца соговорници. Тоа беше на оној ден кога се чесуваше кога ги уапсија овие на граница. Гоце Делчев, нели? Тоа не ова година, минатата година. Не очекува дека Оливер ќе биде затворена граница. Ќе ги уапси на границата. Очекува конфликти, очекува одредени тензии, не очекува затворени граници. И центрират нели шанса Максим Димитриевски да поентира како бранител на македонизмот во сред Софија на програма на бугарската државна телевизија. Има некои што размислувале понапред. Од Максим Димитриевски. Од Максим Димитриевски. Има некои што има повеќе сознание. Максим Димитриевски сега е 5,1%. Па, на анкетите, тоа на анкетата за пресуда, меѓутоа Стево Пендаровски на истата анкета е 30%. Така да со гласовите на Максим Димитриевски вие ќе бевте исто како Гордан Василјанов. Точно толку. Максим Димитриевски сега би можел да биде нов Тито Петковски. Така мене некако ми се. Видете, значи јас би стоел значи Бранко Цренковски е машински инженер. Јас мислам дека сепак електроинженер и тој секогаш работи во исти матрици. Ако тоа го направил 2006 година, може да го репризира 2024 година. Мислам дека габаритот на Тито Петковски, кој бил сепак председателски кандидат, има габарит. Има габарит, знаете. Тито Петковски кој беше председателски кандидат, кој освои огромен број гласови на председателски избори, кој беше долги години председател на Собранието на Македонија, кој бил секретар на партија, кој бил подпредседател, кој бил се во СДСМ, е многу поголем отколку капацитетот сега на оваа политичка гарнитура што е во знам. Сега зборуваме, Тито Петковски исто против вас. Ако зборуваме објективно, не зборувам чисто како во однос на бугарското прашање. Гледате, таа структура на СДСМ, во наводници она стара структура, комунјарска структура на СДСМ е против францускиот предлог. Против договор со Бугарија. Дел од нив јас на една организација и на председател на собрање на една средба која ја правеше каде што мене ме поканија како поранешен пратеник во парламентот, гледам дека голем дел од тие луѓе, да кажам, кои биле истакнати луѓе на СДСМ во тие времиња дојдоа. Што значи Димитриевски ви беше во комбинација да правите коалиција со него? Не знам, јас мислам дека Максим Димитриевски од стартот се декларираше дека сака да се проба посебно и тој со човек што нешто сака да направи, вие не може да го разобиете. Има неколку средби Ковачевски со Димитриевски. Треба да го оставите. Дури му е нудено носител во втора изборна единица, нудено му едно од клучните министерства, претпоставам, бидејќи се покаже како врвен воен експерт во Авганистан. И славно е заврши мисијата во Авганистан да биде министер за одбрана на премиереве Максим Димитриевски. Немам таква информација, можам да истакнам дека нашиот кандидат за носител во втората изборна единица ќе го направи пошто ме влечете на зоната на Куманово, Куманово ќе победи и ќе го направи најдобриот резултат од сите партии во Куманово, тоа ќе биде резултатот на Оливер Спасовски. Ова кој гаранција?
Еве, зборуваме овако, Треба како Мицкоски на Facebook што го пресопсен подпис. Не, тоа не може да кажам подпишувам. Во политика не може да кажете подпишувам. Да се подпишува. Не може да кажете подпишувам затоа што не зависи од вас, зависи од граѓаните. Меѓутоа моето мислење е дека Оливер Спасовски во Куманово ќе добие. Петров. И тоа ќе добие убедливо, нема. Ванковска 4,3%. Да. Не ви се чини дека Левица промаши со Ванковска? Дека налетот на Левица кој го имаше изминатите месеци, на некој начин го фрли во вода или го направи многу понеизвесен во моментот кој кандидираше, кој промовираше Билјана Ванковска. И Ванковска и Максим Димитриевски по оваа анкета се околу 40.000 гласа. Толку им дава анкета, едни од малку повеќе, други од нешто пониско. Значи никако ко Зоран Поповски, кандидатот на Гром на изборите 2014. Тоа личи на резултатот на Гром во 2014 година кој и пото на Гром после тие председателски избори. Па видете, знаете како потоа имате за 2 недели уште едни избори, кога ќе ве видат дека тежите 40. Вие немате 200.000 како што сте велеле, туку имате 40.000, ќе треба пред тие граѓани кои сте ги убедувале дека вие сте многу јак да им кажете што се случило. Затоа јас бев изненаден кога ВМРО кандидираше Гордана Селјановска. Бидејќи ако овие анкети покажуваат максимални 55.000, ве велите ќе падни под 50 или под 40.000, тогаш проблем ќе се јави ке ВМРО да помане. Па дури при собирањето на гласови во некои општински комитети на ВМРО вие гледате дека се малку пасивизирани во однос на Гордана Селјановска. Ако има некој тивок бојкот во 20-30% од структурата на ВМРО да помане во однос на Гордана Селјановска. Што мене позитивно ме изненади тоа што за Стево Пендаровски во еден ден се потпишува 23.000 луѓе скоро. И тоа чисти подписи, кои ние ги предадовме, кои никој не може да ги оспори, тие ги повлекува своите подписи затоа што не беа сигурни дека се чисти, затоа што може да им падне кандидатурата на Селјановски и ја кандидира со подписи од пратеници, што е легитимно право. И извадио на секс афера, оние снимени видеа со првиот човек на државната болница, како се 8 септември, за да го покријат токму овој скандал со подписите кои се дадени за Гордана Селјановски. Тоа на сите ни беше јасно, нели, што сме во медиумски води или изминатија. Лични работи. Јас можам да кажам дека рефлексот на луѓето за Стево Пендаровски, не само за членовите на СДСМ. Пазете, тоа не е резултат само на членството на СДСМ. Јас сретнав еден комши и со детенца ујдат да се потпишуваат, викам зошто? Го изнафалите Стево Пендаровски. Малиот ми го даде одговор, детето ми вика Чичко Андре ми личи вика на Супермен, на овој Кларк Кент Супермен. Стево Пендаровски. Да. Стево Пендаровски им личил на Супермен. Му личил на малиот на Супермен, а родителите отидоа да се потпишат. Еми дете ако не може да излажи, кога ќе излажи? Значи на дете му личил на Супермен. Децата се чисти души, искрени души. Ами тој трокира ко Југо на Плетвар, него му личил на Супермен. Тој ќе загрее ко Фичо ко Југо на Плетвар, кој се качува. Што не е се да самоец, што оди со своите родители пред мене се подпишуваше. Па ни Стево не е се да самоец, но почи кариера во ВМРО да помане колку што има во СДСМ. Па тоа покажува дека нашиот кандидат е многу пограѓански отколку кандидатот на значи испадна дека ВМРО е пограѓанска партија од СДСМ. Вие ги напаѓате, не бањате вакви онакви се испадна дека јас сметам дека и во ВМРО да помане има луѓе што се коректни, што имаат свое знаење, не сум никогаш кажал дека се не бањат и не ми. Имале добра соработка со некој од нив. Стефчо Јакимовски е 2% на оваа анкета. И оваа анкета е направена пред да биде ставен на американска црна листа, бидејќи сега е лиценциран Доналд Трамп. Па може ќе порасне, затоа што во сигурно ќе порасне. Во политиката знаете све што американците ќе речат да, еден дел на македонската јавност вели не. Ако американците речат не, еден дел на македонската јавност вели да. Така да Стефчо Јакимовски веројатно таму е сега Боби Фишер. Па добро тој Боби Фишер што се вели. Знаеме како политички делот сега имате луѓе, ние сме јасни како СДСМ, нашата агенда е јасна и нашиот електорат е јасен. Меѓутоа кај сите овие партии и други се прелева дел од електоратот кој сака да биде кој од кој да е порадикален. И затоа и тие во изјавите кои ги даваат сите, кои гледате дека делуваат сите дека се во иста матрица и тие ќе делат најголем дел од тоа гласачко тело кое Стево Јакимовски има легитимација дека е Доналд Трамп. Тој сега може да им каже во лици на Билјана Ванковски, на Максим Дмитриевски, на Гордана Селјановска. За радикалното гласачко тело. Јас сум ставен на американска црна листа, не сте вие. Вие сте соработници на Калето. Јас сум тие се борат за радикалното гласачко тело. Но вие ми мала дигресија ме прашавте за ставот на Максим Димитриевски околу влезот во НАТО, кој се сложувам дека нема потешко прашање кое државата го решила и дека ова сега што се трудат да го направат со влезот во Европска унија, всушност е барање начин како да не се дојде до решение, како државата да се пролонгираат проблемите, како во тоа матното уште да се профитира, а се наоѓаме во ситуација кај што државата мора енергично да тргне напред. Државата не може повеќе да го издржи тоа, мора да биде дел од европското семејство. Често ми велат, па зашто да им го дајме тоа на бугарите?
дали е да кажам, по-добро национално се чувствувате кога 150.000 луѓе ќе ви земат бугарски пасош заради екзистенционални причини? Тоа е подемократски или е подемократски да завршиме работа која со ништо не го загрозува македонскиот идентитет и ќе влеземе во Европската унија и тие велат дека не експресна трака сака да стават Македонија заедно со останатите земји во 2030 да стане членка на Европска унија. Што е подобро за македонците, да бидат горди македонци со македонски пасош што ќе патуваат или да бидат горди македонци кои биле против францускиот предлог ама патуваат со бугарски пасош и работат во европските земји со бугарски пасоши. Знам бројни луѓе кои така, не ги осудувам. Деца кои отидоа заради екзистенционални причини. Ма тоа е нешто што нанесува штета на корот, на супстанцата на македонскиот народ и тоа е многу посрамно. И затоа јас се надевам дека ќе се најде еден поширок општествен консензус после изборите, еве избори. Да видиме секој играше на некаква карта, што од тие карти ќе биде и потоа да се во првите 3 месеци да се реши проблемот и Македонија да ги почне втората фаза од преговорите со Европска унија. Господин Петров, вие сте печен за градоначелник на Скопје. Вие почнати кампања за градоначелник на Скопје. Не, ова беше општа политичка за Европска унија. Ако не знаат во Скопје да чистат ѓубрите, се бават со политика, гледате. Канџите на дуи ги сечат, ги бркат луѓето кои не работат и така натаму. Ако не знаат во Скопје да решат проблеми, тие почнат национализам да шират. Ама тие теми беа свесно експлоатирани, вие ги рековте точно, во право сте, анти-бугарскиот и анти-албанскиот елемент. Јас мислам дека имаше еден македонски премиер поранешен една многу добра теза. Да, нас ни треба нов рамковен договор, ама рамковен договор за борба против корупцијата во државата. Хари Костов мислам дека тоа го кажа на некое советување на Ману беше. Јас со него се слагам. Дека заврши рамковен договор. Јас би го надополнил нов рамковен. Ја би го надополнил со уште нешто. За нас ни треба тој го вели рамковен договор, 2 консензуса за 2 клучни работи. Едното е борбата против корупцијата и второто е Европската унија. Брза интеграција во Европската унија, а не одложување на интеграција во Европската унија. Ако се договориме сите за тие 2 работи, ќе се договориме за се. Петров, кај ви е конфликтот со олигархијата? Ако таа олигархија руши владата на Димитар Ковачевски, тој процес почнува некаде летото минатата година, каде, знаете, олигархијата која е формирана во време на СДСМ. Закон за приватизација во време на СДСМ. Секој СДСМ трпел штета поради таа олигархија, законот за приватизација од Црвенковски. Приватизацијата не нанесе многу штета во период. Прв пат почнува да расте на 200-250.000 гласови кога овие луѓе остануваат без работа во процесот на приватизација, стечајни работници и така натаму. И гледате сега ВМРО ДПМН е продолжена рака или маша на олигархијата за неусвојување на овој закон за црни листи, за неотварање или незавршување на преговори со Бугарија, а СДСМ која беше чадор на олигархијата влегува во конфликт. Олигархијата сака да ја руши владата на СДСМ. Каде ви е конфликтот? Иако знаете беше изненадувачки кога видовме после паѓањето од премиерската функција Димитар Ковачевски, првите 2 или 3 дена да има средба со првиот човек или патриархот на Стопанската комора Бранко Азевски. Па добро, мислам дека имаше и со другите, се среќаваше и со други бизнисмени, други бизнис групации. Ако беше пуштана она приказна шпекулација дека Ковачевски во присуство на Благоче Бочварски му си има јавено, на Бранко Азевски му има со висок тон ми рече нема да ми ја рушиш владата, одеднаш знаете првите 2 дена 3 од кога паѓа од премиерска функција тој пие кафе и се среќа со Бранко Азевски. Ковачевски и тоа беше шокирачки во СДСМ, вие во СДСМ шокирачки примивте таа информација. Една од неговите најдобри карактеристики тоа е менеджментот во кризи и затоа он успеа економската и оваа енергетска криза да изменаџира овие 2,5 години многу солидно, не велам идеално, ама во објективните услови многу солидно и заради тоа и нема критики на тоа поле. Ако видите на анкетите, забелешките се други. Правдата е забелешката главна и корупцијата не е забелешка како се справува со економската ситуација. Дека нема контрола на партијата, дека нема контрола на СДСМ, дека тамо контролата е во рацете на Миле Зечевич, тамо контролата е во рацете на Зоран Заев, кој преку Миле Зечевич всушност ја контролира СДСМ. Дека Зоран Заев е на некој начин стечаен управник на една фирма СДСМ која Ковачевски ја донел во стечај. Тоа се нели забелешките за Димитар Ковачевски. Ако може како кризен менеджмент да биде дефиниран. Сигурно има влијание Зоран Заев како поранешен председател, тоа е неспорно, меѓутоа има влијание во дел и други поранешни председатели, Радмила Шекеринска, Владо Вучковски бил дел поранешен председател, Бранко Црвенковски најдолго бил 20 години бил председател на СДСМ. Не може да го абстрахирате влијанието на сите тие луѓе, меѓутоа она што во моментов се гледа и врз база на овие слики од пред некој ден на тој заеднички состав дека СДСМ која ќе види дека е нападнат и која ќе види дека е подсенат. Помила ви е власта од суетата? Не, помила ни е државата, што би рекол да го парафразирам Црвенковски, што ќе ни е партијата ако ја изгубиме државата. Господине Петров, со Стефчо Ехимовски планиравте коалиција?
Не, со Стефчо Акимовски имаме, тој е градоначалник на Имавте ли мојата договор, општина имавте ли Карпош. договор со Стефчо Акимовски да коалицирате? Тоа е она тројна коалиција на Стефчо Акимовски, ако не се лажам, Интегра и мислам дека Самка Ибримовски е дел на таа коалиција. Дали водевте преговори Стефчо Акимовски да биде дел на коалицијата на СДСМ? Пред ставањето на американската црна листа. Видете, прво ние со тоа што сме имале со него како градоначалник на Карпош, на мојата општина, на која јас сум бил градоначалник, на мој колега и како соработка што имал Ковачевски. Да, тебе победува. Еднаш ме Не, вас победува еднаш. мене, и еднаш го Еднаш се победи откажа Стефан Богоев. Богат си победи на изборите точно. 2021 година. И еднаш изгуби Стефчо Акимовски. еднаш изгуби од нас во некаде пред оној прв мандат во 96-та година кога беше исто така кандидат за градоначалник и изгуби, меѓутоа генерално човек што Ако Стефчо Акимовски на црна листа, ви имате шанса да победите во Карпош. Не, јас Значи сум мора гласен- Стефчо да биде јас сум трна за за да победи. Не, и нашата партија, да кажам, си има свои млади луѓе, свои кандидати кои ќе се кандидираат за градоначалничките места на секаде. Дали И во услов? градот и во општините и мислам дека имаат капацитет да добијат и во многу други општини. Ги гледам една млада генерација на луѓе, која е нова генерација на луѓе која исто Дали е така е многу услов? капацитетна. Дали е услов да бидете високо во иерархија на СДСМ, па и прв човек на СДСМ како Димитар Ковачевски, а да сте биле дел на екипата која на избори во Карпош губела Стефчо Акимовски. Тоа се све играчи кои биле дел на вашиот штаб кога ги губите изборите 2013 И година. биле дел на- И Пеце Мирчевски, и Димитар Ковачевски, Така е, и ама- Магдалена Магдица Несторовска, кој е државен секретар во Министерството за внатрешни работи. Така е, меѓутоа И биле Стефан Богоев, тогаш е секретар на млади на СДСМ. Сето тоа е точно, меѓутоа Карпош. точно е дека биле делови од мои штабови кои сме добивале многу избори, значи и кои сме правили добар Магдалена резултат. не на била избори. сигурна, таа била у Тетово. Да речеме, јас во 2011 јас кога го водев штабот, ние добивме 370.000 гласа. Тоа е ако исклучиме шарената револуција која беше друга приказна, втор најдобар резултат на СДСМ во историјата после оној на 15 септември 2002 година, кај што сите овие луѓе исто така беа во штабови, и Димитар Ковачевски, и добро Стефан Богоев е помлад, подоцна се приклучи, меѓутоа многу луѓе од тој дел биле во различни штабови. Ние сите сме биле и ден денеска се некои од луѓето тука, дел од луѓето се повозрасни луѓе не може да доаѓаат. Значи тие биле во штабови и кога се победувало и кога се губело, исто како што во ВМРО биле во штабови и кога губеле и кога победувале. Тоа се луѓето, тоа е делот на луѓето што ја знаат работата. Вие не мора да регрутирате нови луѓе, се не може преку ног некој да го направите да води дел сегмент во штаб. Ја не мислам дека има во Македонија многу луѓе покомпетентни од Димитар Ковачевски во делот што он го работел и како извршен директор на А1 и како директор во Телеком во делот на маркетинг, во делот на менаџирање, во делот на економија. Тој е одличен познавач и секогаш првиот избор кој на некој сум помислувал бил Димитар Ковачевски. И тоа е искрен човек и вреден човек. Го знафалите Димитар Ковачевски, се ја задоволите неговата суета, бидејќи сака да Тоа го слуша, мислам. сака да слуша убави оценки за себе, меѓутоа Па не, го критикувам за работа, ја ви кажав, го критикувам за борбата против корупцијата. Требаше многу поенергичен да биде. Добро, символ на таа корупција е Зоран Заев. Кланот Стромички околу Зоран Заев. И вие пактирате со Зоран Заев во четврта изборна единица, бидејќи покажувате дека во овие 2 години ви е испуштена од рака партијата, ви е испуштена од рака СДСМ. Пеце Мирчевски е еден од најблиските соработници на Димитар Ковачевски. Го имате гледано оној фейсбук статус на Софија Куновска, кој беше пратеник од редовите на СДСМ и кога СДСМ не ја става на пратенички листи, почна да фрла дрва и камења против СДСМ. Таа има еден статус на фейсбук кај што вели дали крајот вака мириса. Еден од луѓето кои го лајкнуваат тој статус на Софија Куновска на фейсбук е Пеце Мирчевски. 7 години прв човек на службата на научните заеднички работи која ги врти најмногу пари во државата, политички и вака човечки. Па добро, интимус со Димитар Ковачевски. Блиски пријатели, веројатно еден од двајца тројца најблиски пријатели на Димитар Ковачевски. Они имаат И после Диме Велковски кој гласа против францускиот предлог бидејќи не може да ги прежели децата од Ваташа, а е човек од најголема доверба од кругот на Ковачевски, се гледа има Пеце Мирчевски кој лајка на статусот дали крајот вака мириса. Вие или сте многу демократични, или овие почна да фаќат приклучок со идната власт. Ние сме многу демократични, ние не сме и секогаш сме биле така. Јас се гордеам со тоа што во партијата може да имаш изолирано мислење за некоја работа, особено со нешто кое не се сложуваш и тоа да го кажеш. Ние за разлика никош не сме се труделе да бидеме режим или да бидеме војска која како им е кажано така ќе прават. И мислам дека почитувањето на
на личностите, на нивниот интегритет, на нивната желба да се искажат за одредена работа, нешто што треба може да не се сложите, да речеме не се сложим, не можам да кажам сега дека направил не знам каков голем ерес, така мислела ја лагна, може моја пријателка, може се дружат, може мисли за таа конкретна работа, бидејќи таа елаборира претходно некоја конкретна работа околу пратеничките листи, за тоа зборува. Тоа е суштината на една во твој партија. статус, кај што Вие преку пратеничките листи всушност пикирате на освојување на власта после парламентарните избори и сега имате наслов дали крајот така мириса. Вие може тоа да го браните, да не го браните, Пеце Мирчев смета дека крајот така мириса. Најблиско со работниките. Јас мислам дека ние имаме добри носители на листите. Моje мислење е дека логично и легитимно е председателот на партијата, независно тоа што му кажуваат единица е најтешка, немој вака се нафати да ја води единица и од мене има секоја чест за тоа што се реши. Во единица? Во единица така го почнавме, еве така да го завршиме разговорот. Што мислите? Со која бројка СДСМ ќе биде задоволен во првата изборна единица? На изборите 2020 година имате 8 пратеници. СДСМ беше и тогаш тесно помеѓу СДСМ и ВМРО, 8-7 или не знам како беше, и сега ќе биде тесно, така да јас Дарко Каевски се бунеше и сакаше да биде на добитно место, а беше на 7-мо место во првата изборна единица. Ако не се лажам, тој е еден од 3-4 искричења, конфликти во СДСМ во правењето на листи. Бараше првиот човек на општинска организација на СДСМ Варедом, тука кај што снимаме, да биде подолен на листа, тој да биде на трето место. Тоа беа брифинзи кои не беа и подосна побара, ако не може да биде на трето место, да не биде воопшто ставен. И Дарко Каевски не е ставен на листите. Не, знаете што Дарко Каевски многу. Дали Дарко Каевски не верува дека седмото место би влегло во македонскиот парламент? Многу коректно човекот настапи. Значи јас ќе го кажам мојот впечаток. Многу коректно настапи и воопшто не проблематизираше никој и тоа јавно го кажа во медиумите, ама тоа се знаете како проблемот на демократските партии како СДСМ е што ја имаат слободата да зборуваат дури за оние работи за кои не се зборува. За ваквите работи, обичаено бидејќи сум бил генерален секретар, кога се создаваат листи, информациите треба да се проследат тогаш кога ќе бидат завршени. Меѓутоа тоа е дел, такви сме ние и не треба тоа да се срамиме. Таков е СДСМ, од секогаш бил таков СДСМ. И Дарко Каевски не направи никаков проблем, другиот ден излезе човекот на пресконференција, другиот ден ја бранеше целокупната листа. Не направи проблем, туку не веруваше дека како седми на листа би можел да заврши во парламентот. Тоа значи дека не го кажа тоа тој. Па добро, не мора да го каже, него јас претпоставувам, правам политичка проценка. Тој смета само дека како портпарол на партијата дека има повеќе специфична тежина, да речеме, окој тоа е легитимно право човек да го има како мислење за себе и треба да се земе предвид, меѓутоа човекот даде целосна поддршка на листата. Господин Петров, еве последно прашање. Во една од политичките анализи, вонредни политички анализи, зове мембари, мембарси, тие кои користат опцијата мембаршип, има кажано дека Димитар Ковачевски може да биде Серхио Рамос, кој во на финале на Реал Мадрид со Бајерн Мюнхен при шутирање на пенали го шутира пеналот на 10 метри над голот. Во саботата, значи пред 8 дена, беше конгресот на СДСМ и беа формирани или беа направени пратеничките листи. Димитар Ковачевски беше Серхио Рамос, промаши или даде гол на конгресот на СДСМ? Мислам дека Димитар Ковачевски на денот на изборите ќе биде Дарко Панчев во финалето помеѓу Црвена звезда и Олимпик Марсеј, кога го даде одлучувачкиот гол од пенал, каде што никој друг не се нафакаше, па се нафати да го изведе пеналот последен. И каде што сите оние силни звезди тогаш во тогашниот период и Савичевиќ и другите кои беа од Звезда му го остапија местото на мајсторот Дарко Панчев да го даде голот и го даде, така да мислам дека и она што до сега го направи Димитар Ковачевски како влог во нешто што може во иднина за државата да значи брза интеграција во ЕУ ќе биде материализирано. Неговиот капацитет како премиер е добар, неговиот капацитет на коалиција со политичките партии е добар. Ја мислам дека СДСМ ки вака подценет од сите, нека продолжат со подценувањето, ќе зборуваме кога ќе завршат изборите. Петров, а може ли Димитар Ковачевски да биде Дарко Панчев, ама во Интер од Милано? Седнат на клупата или на трибините и да не може да играе. Ајде таа варијанта да разгледаме. Може ли? Секој може да одлучи дали сака да се бори или сака да седи на клупа. Димитар Ковачевски, јас како што го знам, е човек што е борец и човек што не се повлекува и не мислам дека ќе се повлече од борбата, од идеите во кои верува, од идеите во кои издржа тешки работи, дури и со тешки
ајде ќе го кажам, иако е малку и со тешки и лични работи, да се соочува со овие предизвици кои ги носеше водењето на владата на Македонија, неговата ориентација како човек што е силно западно ориентиран е нешто што мислам дека на државата е голем поен и самиот факт дека ако видите Димитар Ковачевски е човекот кој овие клучни работи кои ги туркаше и бриселската и вашингтонската администрација беше на некој начин melting point, точката кај што сите тие се спојува, покажува дека Димитар Ковачевски има капацитет во иднина и има се уште непотрошен политички кредибилитет, голем кредит од меѓународната заедница и мислам дека она што го изгуби заради носењето на непопуларни мерки во рейтинг може да го врати со добриот коалиционен потенцијал што го има. Бидејќи без толку го изнафаливте Димитар Ковачевски, што мислам со Цренковски више кафе не пиете. Толку е завршено. Не кажав лошо за Цренковски, ја кажав дека добра ми била соработката со Цренковски. Толку го изнафаливте, бевте негов генерален секретар. Добра ми била соработката. Ковачевски, што мислам со Цренковски ќе не пиете кафе, а после толку фалење на Ковачевски, редно е да се појави во емисијата, да се појави тука на столче во емисијата. Никогаш за Цренковски лош збор нема да има, а мислам дека ниту за некој од овие поранешни претседатели на СДСМ, мислам дека Ковачевски е еден од најдобрите премиери во делот на економскиот дел што ги ја водел државата. Мислам дека свативме дека го фалите Ковачевски, нема потреба нели уште еднаш да кажете. Дали ќе се појави или не во емисија? Јас сметам дека треба, ама негова е одлуката. Господине Петров, последно прашање. Гледате, ако испоредиме листите на СДСМ во прва изборна единица 2020 и 2024 година, тие се тотално смените листи. Тогаш носител беше Никола Димитров, сега не е, Мила Царовска беше коносител на таа листа, на таа листа беше Дамјан Манчевски, на таа листа беше Диме Велковски, на таа листа беше Дарко Каевски, единствено Маја Морачина на некој начин континуитет со таа листа, иако тука имаш одредени дилеми околу Маја Морачанин дали ќе прифати, да нема да прифати. И тоа, клучно е што СДСМ на Конгресот во саботата 2 подпредседатели не завршија на пратеничките листи, на негова желба или на негово барање, тоа не е градоначалникот на Валандо Перо Костадинов, Стефан Богоев не е ставен на листа, и Миле Зечевич, генералниот секретар, кој сите го гледа како носител на листата до петта изборна листа, генерален секретар, мислам тоа е. Го исплашили Миле Зечевич Стефче Акимовски, бидејќи Стефче Акимовски заврши на црна листа од кога влезе во председателски трки и председателска номинација. Ако Миле Зечевич беше носител на листа во петта изборна единица, може ќе беше на американска црна листа. Не мислам дека е тоа. Миле Зечевич многу честно кажа дека сака да биде шеф на штабот кој сака со свој дел, со свој гест да покаже дека не се бори за личен интерес, туку сака партијата да освои што е можно подобар резултат на овие избори. Миле Зечевич не се бори за личен интерес. Тоа го кажа. Миле Зечевич од овој мандат ќе ви заврши, што би рекол Лучо Георгиевски, ко средно богат бизнисмен. Миле Зечевич во делот на настапот на изборите рече дека аспирации да биде пратеник нема и дека сака да биде шеф на штабот кој за партијата ќе ја возможи да постигне добар резултат и тоа ја го респектирам како став. Господин Петров, фала многу за учеството во емисијата. Веројатно едно 100 прашања поставивме, се надам дека пријатно ви беше во емисијата. Ви благодарам многу, не е едноставно кај вас на емисија, меѓутоа затоа емисијата е гледана. Фала многу. Се најдобро.